Искреноста, особено во политиката, има огромна вредност и заслужува почит. Таа добива бонуси кога на мегдан се става и онаа со која се открива и интимата. Цената на зборовите се претпоставува дека е висока, но таа не вреди ниту денар, ако намерата е да се направат дела. Ако јас, како мајка, како домаќин, сопругот не ми дава пари, шпалерот не ми дава пари, па мора да се задолжам. Исто пари со началникот. Пари од власта, не му дава, мора да се задолжам. Што да правим? А власта е тешка на пари, ако не баш секоја, затоа секој си бара своји омилени ликови кои можат да испорачаат. Се разбира, добри резултати. Имајќи го предвид искуството, веројатно и треба да се верува во надежта која конечно јасно се гледа. По мене, он и Груевски се најстручни политичари кои во Македонија се појавиле воопшто ти зборам. Воопшто, без оглед дали е тоа владата прва, втора, на Бранко, на Љупчо или нове. Они двајца се врв. Предпоставка е дека поранешниот премиер имал таков печаток. Не оној кој што се уште е на врвот, туку неговиот наследник. Првиот имаше такво слично искуство, а другиот се обидува да го примени таквото сценарио само од спротивната страна. Единствената разлика е што на панорама Груевски беше во опозиција, а Заев, барем фактички, е на власт. Само да знаеш, многу потешко се слушуваат расцепи кога партија е на власт. Тоа не важи за СДСМ. Бранко и Бучко 2006 година го донесоа Никола Груевски на премиерската позиција поради нивниот расход. Она што е особено интересно дека таквата ситуација од безбедна дистанца не ја следи тој кому полека му се скупуваат коцките, туку активно партиципира во креирањето на мозаикот и тоа баш на страната, која до неодамна беше единствената во неговиот фокус. Точно исчезна името на Зоран Заев од соопштенијата на ВМРО-ДПМН и од сите тие критики, ако претходно и самиот актуелен премиер Ковачевски и сите останати функционери беа нарекувани продолжена рака на Заев. Зошто сето тоа се случува нема рационално објаснување. Важно е дека се е покриено со велот на тајноста налик на сценариото со кое Путиновата црква маршира во храмовите на Охридската архиепископија. Секој се однесува како никој да не е одовде. Па јас не знам како да ви кажам ако нешто не знам. Можам да ви кажам нешто што не знам. А зошто пак се мора да знаете ви, извините, вака се. И на крај, добро е што барем има луѓе што знаат. Европската унија е нешто сосема друго. Европската унија е, значи, Хитлерова беше идејата на Хитлеровиот нацизам, беше идејата за обединета Европа и тоа токму ваква обединета Европа како европска наддржава. Може би вреди ваквите сознанија да се преточат во некој историски учебник, а авторот да прерасне во посериозен политичар. Штета е вакви мислители да го трошат своето знаење во кавги со Данела. Време е за голема сцена, особено ако изборите се веќе во мај.